Преку патувањата осознав многу нови нешта и со секоја земја малку се менував како личност. Во Полинезија дојдов со големи очекувања, а си заминав со уште поголеми импресии. Култура народ, каков што нема на друго место во светот. А мојот истражувачки дух започна со восхитувањето од нивните тетоважи. Каде и да одев, со кого и да разговарав, сите имаат тетоважи. И според гордоста со која што ги покажуваа, можеше да се заклучи дека се многу битни за нив и секако еден од главните чинители на нивната култура и на мистериозниот полинезиски мир. Па затоа решив да проучам што за нив означуваат тетоважите и каква улога имаат во нивниот живот. Тетоважите се погласни од зборовите, дури и од некои дела, бидејќи остануваат со нас за цел живот. И во полинезиската култура заземаат значајно место, посебно кај машката популација. И на некој начин тие се за покажување на својата гордост и символ дека се созреани. So now we are with Moni in Tahiti. What are we gonna do? Tattoo! Tattoo! This is one of the best places in the world to do tattoos. Let's check. Решив да се тетовира во Полинезија и да направам една голема тетоважа, но не бев спремен да банкнотирам. Во Тахити тетоважите биле екстремно скапи. Во најелитните тату салони цените достигнуваат и до $4000 за тетовирање на целата нога, додека тоа што јас го сакав само рамо е некаде помеѓу $800 и $1300 во зависност од тату уметникот. Сепак имав среќа, бидејќи локалците ме упатија кон најевтиното место за тетовирање, нивното локално пазарче. Бев среќен кога го најдов локалецот со интересно име тоа. Бев среќен што прифати да ме тетовира и уште посреќен што брзо се договоривме за цена од само €100, а ако сум задоволен, и моите нови патики. Во многу земји во западниот модерен свет, тетовирањето за декорација и е како модата се менува низ годините, додека од другата страна на светот, посебно во Полинезија, тетовирањето има вековна традиција и има длабока поврзано со нивната култура. Секој символ има посебно длабоко значење и раскажува за предизвиците со кои човекот се соочил. Најголемата разлика во процесот на тетовирање во Полинезија со остатокот од светот е што вообичаено во Европа одбирате одреден дизајн и знаете точно што ќе ви тетовираат на вашето тело, додека во Полинезија целиот дизајн на тетоважата е само во умот на уметникот. Секако тој зема во предвид некои нешта кои вам ви се допаѓаат, но разговорот главно е насочен кон што е битно за вас, кои се вашите цели и што сакате да постанете во животот. И од кога ќе се утврди местото на телото за тетоважата, почнува тетовирањето. Каде пресудна би требала да биде довербата во уметникот. Не знам кој е повод, дали мојот тату артист и јас што правам татуажа со него, но се надевам ќе има добри резултати на крајот.